Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Одговорните политики на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кои значат инвестирање во човечкиот капитал, даваат конкретни и видливи резултати. Раст на платите има буквално во сите области, и во јавниот, и во приватниот сектор. Минималната плата е покачена на 14.500 денари, што за 60% е повеќе во однос на 2017 година, кога таа изнесуваше само 9.000 денари. Спиралата на раст на платите предизвика покачување на просечната плата на 25.787 денари, што е за 1.239 денари повеќе отколку во ноември 2018 година и е речиси за 2.600 денари повисока отколку во ноември 2017 година. Од јануари оваа година за 10% ги зголемивме платите во образованието. Над 32.000 граѓани вработени во основното, средното и високото образование добиваат значително повисоки плати. Со ова последно покачување, вкупното зголемување на платите во основното, средното, високото образование и во науката изнесува кумулативно скоро 21%, имајќи ги предвид претходните две покачувања за само една година. Значително пораснаа платите и во социјалата и детската заштита. Го вративме достоинството на воспитувачите и на социјалните работници. 1170 вработени во центрите за социјална работа добија историски зголемување на платите во просек за 4.363 денари. Досега највисоко покачување добиваат и 3.138 негователи и воспитувачи во градинките, кои сега земаат плата во просек над 3.000 денари повисоко од претходното. Растот на платите продолжува. Веќе од февруари значително се зголемуваат платите во здравството. Лекарите специјалисти, медицинските сестри и техничкиот персонал добиваат ново зголемување на платите. Со мерките што ги спроведуваме, обезбедуваме раст на платите во приватниот сектор. Субвенционирањето на придонесите од задолжителното осигурување на компаниите, кои ќе ги покачат платите до 6.000 денари, досега го искористија над 20.000 компании или вкупно 106.000 вработени во приватниот сектор. Воведовме и младински додаток на платата од 3.000 денари за млади до 23 години вработени во производството. Сите овие мерки значат повисоки плати и повисок животен стандард. Ова не се само обични бројки, ова е реално подобрување на семејниот буџет. Продолжуваме и понатаму да инвестираме во човечкиот капитал. Го подобруваме животниот стандард на граѓаните и создаваме подобра иднина. Ви благодарам.